Добро вечер и благослов Божи се разбира, почитувани слушатели. Би сакал оваа вечер да ви посакам благослов, навистина, мир, љубов и Господ нека ве изобилно се разбира благослови. Вие оваа вечер ја слушате емисијата Гласот на вистината, се разбира која што се емитува еднаш во текот на целата недела. Почитувани слушатели, покрај сите наши потешкоти и грижи кои што го обтоваруваат нашиот живот, сепак имаме можност и прилика да го слушаме неговиот глас Божи. Библијата зборува дека Божите луѓе, народот Божи, сепак го слуша гласот Божи. Секој кој сака да му биде добро, Библијата по ова прашање е многу јасна. Треба да го почитува Бога и да ги почитува, се разбира, неговите заповеди. Меѓутоа, каде можеме да го откриеме или да ја откриеме неговата намера, неговата цел? Каде ние можеме да ја откриеме волјата Божја за нас и за нашиот, се разбира, живот? Каков живот бара да живееме Бог од нас? Библијата е единственото оружје. Библијата е единствената книга кој ние постојано ја препорачуваме да ја читате, затоа што таму можете да ја откриете волјата Божја за вас и за вашиот живот. Почитувани слушатели, ако го почитувате Бога, имате страхопочит од Господа, ќе живеете и ќе имате благосостојба во вашиот живот и во вашиот дом. Сепак, денеска стотици илјади граѓани во светот живеат во хаос, затоа што она што денеска светот го нуди е хаотично, ништо во него нема добро. Исус за тоа зборува дека во последните времиња ќе настане огромен хаос во светот, каде луѓето ќе немаат мир и благосостојба, каде што нема да им биде добро, каде што мирот ќе им биде одземен. Зошто? Затоа што ние живееме во последните времиња, пред тоа триумфално доаѓање на Господ Исус Христос на оваа земја. Почитувани слушатели, слушајте емисијата Гласот на вистината и таму се разбира ќе откриете волјата Божја, ќе откриете што е добро за вас и што е зло. Затоа што самиот Господ Бог зборува во Библијата што е тоа што треба да се прима, се разбира со вера, и што е тоа што треба да се отфрли од нашиот живот. Затоа Бог преку Мојсе на народот Божи му даде закон. Закон кој што ќе може да се управува народот Божи. Во Библијата гледаме дека постои закон. Кога зборуваме за законот, зборуваме за моралниот, меѓутоа во Стариот Завет ние можеме да го согледаме дури и обредниот закон. Меѓутоа, во Новиот Завет, кој Бог го направи преку Исус Христос, Синот Божи, ние гледаме милоста Божја, кој Бог ја покажува на овој свет. И во Евангелието на Јован, 3 глава, 16 стих ни е запишано: зашто Бог толку го возлюби светот, што го даде својот единороден син, да секој што верува во него не да погине, но да има живот вечен. Сега, што нам ни е потребно? Нас ни е потребна вера во живиот Бог. Всушност, вера во Спасителот. Во Спасителот на нашата душа. Вера во Исуса Христа, нашиот откупител. Затоа што Бог, Таткото, го прати Синот Божи на оваа земја, за да можеме преку Синот Божи да бидеме откупени. И со самото откупување да биде задоволено Божјото срце, всушност и да биде едноставно задоволена Божјата правда. Почитувани слушатели, зборуваме за големите прашања кои што го обкружуваа нашиот живот, кои што можеби јавно или потајно секој еден од нас си ги поставува овие прашања. Или пак од друга страна му се изложени како на тацна во маса. Од каде сум, зошто сум на овој свет и каде ќе одам после смртта. Многу често пати знаеме да си ги поставиме овие клучни и многу битни важни прашања.
но исто така да дискутираме со други луѓе, да побараме помош, па дури бараме и книги кои што исто така зборуваат за овие прашања. Но меѓутоа, кога зборуваме за големите прашања, може само големиот Бог, кој го гледаме во Библијата, да даде одговор на нашите прашања кои што го обкружуваат нашиот живот. Овие прашања за кои што ние зборуваме овие вечери, се разбира во емисијата Гласот на вистината, можеме да ги откриеме само преку Светото Писмо. Читајте ја Библијата. Читајте го Божиот збор, кој е жив, збор кој треба да стане дел од вашиот живот. И тој збор кој може да стане дел од вашиот живот, ќе ве пренасочи, ќе го обнови вашиот живот, ќе ве благослови изобилно и ќе имате изобилен живот. И не само тоа, ќе ги откриете, се разбира, прашањата. Има прашања кои што навистина не измачуваат во текот на целиот живот. Меѓутоа, според мене, овие се најбитните и најклучните прашања, големите прашања за животот. Од каде сум? Зошто сум на овој свет и каде ќе одам после смртта? Почитувани слушатели, со Божја помош видовме од каде доаѓаме. Ние доаѓаме од промислата Божја. Ние сме план Божи. Со план Божи сме создадени и креирани на овој свет. И ние живееме тука заедно затоа што сме цел на Бога. Бог има план со нашиот живот. Затоа продолжуваме да зборуваме. Минатата, се разбира, емисија зборувавме како да го запознаеме Него. Зборувавме како можеме да го запознаеме, се разбира, Бог. И видовме неколку битни и неколку важни прашања. Зошто? Затоа што видовме дека се отпочнува од Бога и за Бога. Затоа што тој се создава од Него и за Него. Тоа ни го опишува апостол Павле до Колосјаните, 1 глава, 15, се разбира, и 16 стих, дека се е од Него, создадено и за Него. И затоа реков, се отпочнува со Бог и од Бог и за Бог. Се разбира. Затоа многу е битно да ја читаме Библијата. Само тогаш ќе дојдеме до целосни, се разбира, одговори. Но она што е многу битно и она што е многу важно, пред се мораме да го познаваме Господа, затоа што Тој нас не познава од самиот почеток. Видовме како Бог му се обраќа на пророкот Еремија. И таму многу јасно и гласно зборува. Во 1 глава 5 стих вели: пред да те обликувам во утробата, јас те познав, и пред да излезеш од утробата те поставив за пророк над народите. Пред да те обликувам во утробата, јас те познавав. Замислете си, пред да те створи Бог, пред да затнеш во утробата на твојата мајка, тој те познава, затоа што ти излагаш од промислата Божја, ти произлагаш од умот Божи, од самиот, се разбира, Бог. И затоа Бог нас не познава уште пред да се вплотиме, пред да дојме на ова, се разбира, земја. Тој не знае, не познава многу подобро од кого и да е бил некој. Дури Исус во Новиот Завет вели, дури влакната на косата нас ни се изброени. Бог знае колку влакна има во нашата коса. Без разлика со какава коса ние, се разбира, располагаме. Почитувани слушатели, видовме неколку битни, неколку важни, се разбира, клучни настани кои ни се опишани во Новиот, па дури и во Стариот Завет. Го видовме разговорот на Исус и Захеј. Захеј кој бил началник на митниците. Кога Исус врвеше низ Ерихон, од една улица, Исус му вика на Захеј: слези, ке дојдам во твојот дом. Тоа ни дава за право да узнаеме дека навистина Бог не знае и дека Бог има план со нашиот живот. Ако овој човек од својот народ беше отфрлен, беше прогласен за шпион, меѓутоа Бог му вели, Исус Христос му вика на Захеј: слези, денес ке бидам, се разбира, во твојот дом, и ти си чедо
Аврамово, секој кој се чувствува денеска отфрлен, запоставен, Бог го љуби и Бог го сака. Едноставно Бог те повикува и ти можеш да дојдеш во прегратките Божи, затоа што ти си креиран и создаден од Него и за Него. И Бог те чека. И не само што Бог те чека, тој те кани цели 2000 години. И тој чука на твоето срце цели 2000 години, па дури и повеќе. Чека да дадеш одзив на поканата која Бог ја испраќа преку самото Свето писмо или преку неговиот народ. Почитувани слушатели, зборуваме дека зошто сме ние тука? Зошто сме на овој свет? Која е користа, која е ползата? Видовме од каде произлегуваме. Но зошто сме овде на овој свет? Ние во некој од наредните емисии нема да зборуваме дека ние сме по некој случаен пат тука, на овој свет. Крајнака е дека ние сме, според некоја теорија, создадени од мајмуни. Ние видовме дека Бог не создал и дека Бог има намера и цел. И затоа сме тука. Тој не поставил, тој не создал. Се разбира, Библијата вели за негова намера и за негова цел. Но не се работи за тебе. Она што е многу битно и важно, треба првенствено да сватиме и да разбериме дека не се работи за нас, туку се работи за Бог, за Творецот на небото и земјата. Значи, не се работи за нас. Но сепак, една многу важна работа сакам да напоменам. Се тоа зависи од кој агол, од која димензија го гледаш животот. Зависи од кој агол пристапуваш на овие прашања. Се зависи од тебе. Зависи со кој механизми се занимаваш. Што е тоа што земаш да пребројуваш, да прашуваш, да читаш, да се занимаваш за тоа зошто си на овој свет. Повторно ќе кажам, зависи со кој механизми располагаш. Макар што во оваа емисија најчесто пати зборуваме дека единствен, ама буквално единствен механизам е Светото писмо, за да може, и тоа е најсоодветно, затоа што е од Бога, да даде одговор на оваа прашање, зошто си на овој свет. Понекогаш размислуваме дека нема вредност зошто можеме да бидеме, се разбира, на овој свет. Зошто си на овој свет? Ја би сакал нешто да прочитаме од книгата на Проповедникот и да видиме што таму, се разбира, ни зборува книгата на Проповедникот. И еве вака ни вели Словото Божјо. Ми се смачи од животот, зашто сета работа под сонцето е мачна и се е суета, трчење по ветар. Ми одмилија сите работи за кои се трудев под сонцето и кои сега му ги оставам на мојот наследник. И кој знае, дали тој ќе биде мудар или глупав. А сепак, тој ќе господари над се што постигнав јас, трудејќи се и мудрувајќи под сонцето, и тоа е суета. И така срцето почна да ми очајува над сите мои достигања за кои се трудев под сонцето, зашто човекот може да си ја изврши работата мудро, умешно и успешно, а потоа се мора да остави на некој, кој воопшто не се трудел околу тоа. Ете, и тоа е суета и голема неправда. Што добива човекот за сиот свој напор и труд што го вложува, се разбира, под сонцето или под небото? Сите дни му се макотрапни, ноќи непреспани, и тоа е суета. Ништо нема подобро за човекот, освен да се најаде, да се напие и да го ужива плодот од својот труд. Видов тоа, дека и тоа е дар, се разбира, од Божјата рака. Зашто без него, кој може да се насити и да ужива? На оној што му е угоден, Бог му дава мудрост и умешност и среќа, а на грешникот му наметнува задача да собира и да напластува, зашто оној што му е мил на Бога, тој и е благословен. Почитувани слушатели, значи гледаме како мудриот проповедник, се разбира,
ни зборува, но сепак, како што напоменав, не се работи за тебе и за мене. Почитувани слушатели, сакам само еден текст да прочитам, поточно една реченица за која што ќе ве оставам ова вечер да размислувате. Не се работи за тебе. Се започнува од Бога, зашто преку Него е создадено се што е на небесата и на земјата, видливо и невидливо, престоли, господства, началства, власти, се е создадено преку Него и се разбира за Него. Целта на твојот живот опфаќа многу повеќе од тоа да ја сватиш само лично, да го свати само лично исполнувањето на мирот и среќата. Таа е поважна од твоето семејство, кариерата и амбициите. Ако сакаш да дознаш зошто си на оваа земја, мораш да почнеш од Бог. Ти си роден според Неговата цел и за Негова цел. Еве, со оваа реченица ќе ве оставам оваа вечер. Ти си роден со Негова цел, се разбира, на овој свет. Затоа, наредната емисија ќе зборуваме за целта Божја за нашиот живот. Бог има цел за нашиот живот, затоа што од Него започнува се и кај Него завршува се. Почитувани слушатели, имајте убава и благословена вечер. Господ нека биде со вас. Тој ова вечер нека ви благослови. Имајте убави, сладки соништа и се слушаме, се разбира, до наредната емисијата Гласот на вистината. Пријатно!